пријави против попис во вакви услови. Тие посочуваат прецизни членови од законската и уставната регулатива, која е нарушена со ова инсистирање на попис на населението, попис кој никој не го оспорува како потреба. Зошто одеднаш толку агресивна исполнителност за таа тема, која власта досега по разни причини не ја нудеше како приоритет на својата агенда? Зошто одеднаш престанува вниманието на власта за здравјето на граѓаните поради неверојатниот ковид и поради кои до денес живееме во услови на светска пандемија? Што не очекува со уште понејасните, поопасни ковиди кои ги допрва доаѓаат? Зошто во сите законски акти во светот стои ист параграф кој забранува попис во услови на пандемија во светот? Зошто пописот содржи нелогичности во поставката, поради што бурни реакции од професионалците кои ја познаваат процедурата? Почитувани, прашањата си набираат и еден одговорот. Мора да признаеме дека не бевме многу среќни со досегашното практикување на власта и низ децениите се помалку веруваме во вистинитоста на изговореното и стореното од таа позиција. Сметаме дека можете да го разберете ова. Затоа подпишавме повелба за стратешка соработка против попис на населението во услови на пандемија, во услови на нелогична, правно неиздржана методологија и во услови на екстремно голема недоверба во власт. Повелбата ја подпишаа овластени представници на организации од земјата и македонски организации од странство. Затоа, оваа трета пресконференција се однесува на испорачано наше барање. Прво, одлагање на датум за подпис без какви и да е закани од страна на власта се до создавање на нормални услови. Второ, со оглед на недобивањето никаков одговор од страна на директорот на Заводот за статистика во врска со сериозните забелешки кои ги пативме до нивна адреса, сметаме дека документот подпишан од негова страна укажува на потребата за покомпетентен вршител на оваа сериозна должност. Трето, со оглед на неподносливата измама која ја живееме, очекуваме минимално достоинство од власта, која бесправно, безобзирно ја преименува во Македонија од култура и цивилизација во територија со прогресивно, беспари продадено достоинство. Во името на нашите образи кои надоаѓаат од иднината, тоа не смееме да го дозволиме. Со други зборови, немаме минимална доверба дека умеете да ги штитите интересите на македонскиот народ, напротив сметаме дека треба да отстапите место за способни и компетентни луѓе. Доста е со ново компонираниот фашизам, слобода за Македонија. Ви благодарам.